Економски раст од 3,4% ќе има македонската економија годинава, а следната се предвидува бруто домашниот производ да изнесува 3,6%, покажува најновата есенска прогноза на Меѓународниот монетарен фонд, според кој растот е најголем од сите земји во соседството и регионот. Најблиску до нашата држава годинава, како што проценува ММФ, ќе биде Косово со прогнозиран раст од 2,7%. Годинава во рецесија ќе бидат Хрватска и Србија. Хрватската економија годинава треба да има пад од 0,8% и за следната година да влезе во позитив од половина процент. Српската пак поради штетите од поплавите треба да влезе во минус од половина процент за до година да стигне до позитивни 1%. Судскиот совет донесе одлука за суспендирање на судиите кои беа приведени во вчерашната полициска акција Јустиција до завршување на правосилноста на постапката. Судскиот совет се произнесе за мерката забрана за преземање определени активности поврзани со работното место и при тоа во согласно со законот донесе одлука за привремено оддалечување на 9 судии од вршењето судска функција, изјави поседницата претседателката на Судскиот совет на Република Македонија Александра Зафировска. Состојбите во прекршочните оддели, како што рече, беа тема на работата на Судскиот совет веќе неколку години, со оглед дека имало сознание дека поголем дел од прекршочните предмети беа застарувани поради што презедовме акција и вршевме контрола во секој суд. Комисијата за проверка на фактите на денешната седница утврди дека уште еден академик на МАНУ и поранешен директор на Универзитетската библиотека Свети Климент Охридски соработувал со тајните служби. Академикот соработувал со УДБА и со СДБ 37 години, од 1950 година се до 1987 година. Неговиот псевдоним во досијата на тајните служби бил Марко Марич. Според лустраторите, академикот давал информации за студентите од студентскиот клуб Пирин, каде што и самиот бил член, а меѓу другото давал информации за писателот Богомил Ѓузел. Лустрациска разгледувала и досие за еден поранешен директор на Скопска гимназија, но се уште не е донесена одлука. Амбасадорот Иво Орав денеска во собранието се сретна со пратеничките од опозицијата Солза Грчева, Роза Топузовска-Каревска и со Љубица Буралиева, за да им го врачи годинешниот извештај за напредокот на Македонија во евроинтеграциите. Верувам дека СДСМ и ВМРО ДПМН ќе соберат сили за политички диалог и овие совети ќе допрат до опозицијските пратеници и дека опозицијата ќе се врати во парламентот. Истакна пратеничката Грчева. Според неа извештајот е негативен и бележи назадување на напредокот на Македонија, но тој треба да биде моментно отрезнување на сите субјекти на кои се однесува на владата, опозицијата, дури и на европските структури за земјава да се врати на правиот колосек, кога беше лидер во регионот и најбрзо стана земја кандидат за членство во Европската унија, посочи Грчева. Во Лајпциг денеска со неголеми безбедносни мерки е пренесен африкански пациент заболен од ебола, а Саксонското министерство за здравство, без да наведе детали, само соопшти дека станува збор за соработник на Обединетите нации. Болницата Сент Џорџ во Лајпциг располага со специјален одел за карантин за инфективни болести. Од епидемијата на ебола во западниот дел на Африка досега починале околу 3900 луѓе, пред се во Либерија, Сиера Леоне и во Гвинеја.